Мајските средби, кои со радост ги очекуваат и подготвуваат секоја година привремено вработените југословени во покраината Северна Баварија, и годинава беа пријатна можност за меѓусебни средби, создавање нови и продлабочување на старите пријателства, разговори и одмор од работата. Мислите и на југословените во Сојузна Република Германија во мај, месец на датуми од посебно значење за секој југословен, беа исполнети со посебни емоции. Во него и денот на младоста, по чиј повод и се организираа средбите. И на годинашниот јубилеј, 4 децении младост, граѓаните на Југославија во земјата и во странство овде во Германија уште еднаш недвосмислено го покажаа единството и приврзаноста спрема својата татковина и кон Титовото дело, рече председателот на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија Василко Стојчиновски, поздравувајќи ги учесниците од името на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и од граѓаните и работните луѓе на републиката. Тој посебно го изрази задоволството што младината и граѓаните на Северна Баварија и пошироко и овој пат го манифестираа пријателството меѓу германскиот народ и народите и народностите на Југославија. И овој прилици дозволите ми да истакнем да се досадашни ток сарадњи измеѓу наше две земје по питањима у вези привременog боравка југословенски граѓани у Савезнoj Републици Немачкој одвија у разумевању и на задоволство обеју страна. Неговање националnog и културnog идентитета е битна предпоставка заедничког живљена. Повезано со овим, наше определенја су јасна да су југословенски граѓани и радници на привремено раду у иностранству интегрални дел народа и народности и радничке класи Југославија, али истовремено и лојални граѓани земје у кои живе и раде. Од младите луѓе од целиот свет, рече потоа југословенскиот конзул во Нирнберг Миле Пајович, се очекува да го изразат толку потребниот мост на разбирање и соработка меѓу народите од целиот свет, но и нов, цврст и сигурен мост меѓу две епохи, времето сегашно и времето идно. Пријателството и разбирањето на постарите во тоа ќе им бидат убав патоказ. Нашата иднина е младоста и пријателството, кои како цветот, за да цвета, треба да се негува. Под овој знак започна оваа величенствена манифестација на младоста за мир и прогрес во светот, манифестација на која годинава присуствуваа околу 10.000 југословенски граѓани на привремен престој во Северна Баварија и пријатели на Југославија. Во утринските часови на 12. мај се одржа спортскиот дел на програмата. Надпреварите во столни тенис, шах, куглење, како и повеќе народни игри под паролата "Важно е да се учествува, не да се победи", да се склучи ново пријателство, да се зацврсти старото. Величествен беше настапот на најмладите југословени во Северна Баварија. Преку 800 ученици од 3 до 9 одделение, следени со звуците на нашите познати револуционерни песни, ја изведоа следската вежба Југославија. Младите учесници во месецот на младоста ја покажаа целата своја љубов и приврзаност спрема својата татковина, својот младешки завет, достојно и доследно да чекорат по патот што го трасира другарот Тито, кој толку многу полагаше на младината, ја сакаше младоста како најсветло и најценето во прогресот. Во културно-забавната програма настапија секции на нашите клубови и 3 германски друштва, од кои едно составено од ученици во основното образование кои негуваат југословенски фолклор. Гости од татковината беа членовите на културно-уметничкото друштво Отекс од Охрид. Музиката, играта и песната, со ритам кој не ги остави рамнодушни многобројните учесници, значеше редок пример на успешна манифестација на вредностите на нашето народно творештво. Младите отексовци, влюбеници во песната и орото, на најдоследен начин го интерпретираа материјалното и духовното богатство на македонскиот и другите југословенски народи, познато во целиот свет по својата оригиналност во ритмот, колоритната носија, инструментите и музиката. Официјалната програма на мајските средби заврши со доделувањето на преодните пехари и медалите на победниците на спортските надпревари.
На најдобрите фудбалери, куглари, мажи и жени, тенисери и шахисти, како и на учесниците во народните игри, признанијата им ги врачија другарите Василко Стојчиновски, Андреас Уршлехтер, Ернест Ерни, Миле Пајовиќ и Јадранка Тиквицки. Еднодневното другарување на учесниците во програмата, присутните на манифестацијата Мајски средби, особено дојде до израз на заедничката веселба во Нојштад Таиш, кога на играта и песната и немаше крај. Со желба идната средба да биде уште помасовна и повесела, завршија 8-те поред мајски средби на нашите работници привремено вработени во покрајната Северна Баварија во Сојузна Република Германија. Делегацијата на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, во која беа председателот Василко Стојчиновски и секретарот Васко Теговски, се сретнаа и водеа разговори со представници на клубовите на нашите граѓани на привремен престој во оваа покрајина, а ние престојот во Нирнберг, Хоф и Нојштад, кој искористивме за кус разговор со представници на клубовите наши работници. Најнапред со Златко Дувњак, председател на клубот Руди Чајавец во Нирнберг, наш домаќин. Колку години постои клубот Другар Дувњак? Klub je osnovan 1973. godine u septembru. Prošle godine smo slavili 10. godišnjicu, sad smo u 11. godini postojanja i rada. Колку наши работници тој собира? Klub broji oko 200 odraslih članova, okupljamo oko 300 do 500 djece, a klub pokriva na nirnberškom terenu 1200 učenika. Да, тука младите се организирани во своји секции, постарите исто така, не? Jeste, pa uloga kluba je upravo okupljanje jugoslovenskih građana, radnika na privremenom radu u inostranstvu. Imamo par sekcija, to su folklorna, omladinska, pionirska i folklorna sekcija odrasli, 3 fudbalske sekcije, kuglašku sekciju, stonotenisku i tako dalje, šah. Младите и постарите овде и покрај тоа што се собираат во секции, тие сигурно расправаат и клубот работи на тоа да се решат нивните секојдневни проблеми, не? Jeste, upravo to, sinoć ste se uvjerili da rad u klubu je volonterski, odnosno dobrovoljno se poslije radnog vremena i da organizaciju dočeka 80 gostiju nije baš tako lako izvesti, ali ipak sve u svemu ja se nadam da ste zadovoljni i sa prijemom i sa smještajem. Основен впечаток е дека граѓаните, нашите работници овде во клубот се чувствуваат како да се дома, не? Jeste, pa da vam kažemo, nije prvi put da mi primamo goste. Mi svake godine imamo najmanje 2 grupe iz Jugoslavije. Imali smo goste iz svih republika, fale nam još pokrajine, nismo imali nikoga iz Prištine ovdje, ali ovo je jugoslovenski klub, jedini jugoslovenski klub u Nirnbergu, koji se može s pravom nazvati klub Jugoslovena, jer u njemu se obraćaju sve nacionalnosti i narodnosti Jugoslavije. Го посетивме и Центарот за информирање при мајските средби на нашите работници овде во Нојштад. Председател на комисијата во заедницата на клубовите е Мишо Миливоевиќ, не? Другар Миливоевиќ, како се одвиваат мајските средби? Што се сторивте за нивна подготовка? Pa vidite, mi smo već po 8. put ovde na majskim susretima. To su susreti prije svega mladih, susreti naših sugrađana. To je jedno izražavanje patriotizma. U okviru svega toga naš čovek uvek iznova treba informaciju, kako iz domovine, tako i odavde iz zemlje. Што се чини за информирањето на нашите граѓани овде? Mi mislimo da činimo dosta. Radujemo se da ste i vi ovde među nama u našoj sredini, da naši sugrađani u Jugoslaviji vide ovo naše samoorganizovanje i ovaj trud da se našim građanima, našoj omladini omogući što bolja informacija iz zemlje, a ujedno koristimo ovu priliku da i nemačkim gostima izrazimo naše turističke lepote i da ih pozovemo da budu gosti u Jugoslaviji. Речете ли уште дали влијанијата во нашата земја, како тие се одразуваат овде меѓу нашите работници? Mi smo vrlo zadovoljni informacijom iz zemlje k nama. Međutim, nažalost, moram da kažem da nismo u potpunosti zadovoljni informacije koja ide od nas u smislu da je naše samoorganizovanje u zemlji
dovoljno prikazano, nego se po našem mišljenju prikazuju, nažalost, u nekom delu štampe, pa i neka druga sredstva, neki periferni problemi, dok ovo tvrdo samoorganizovanje, da se tako izrazim, nije po našem mišljenju do kraja još prikazano kako bi moralo da bude prikazano, jer to vezuje radničku klasu, ako već govorimo da smo nerazdvojni deo radničke klase Jugoslavije, a jesmo, onda nas mora informacija vezati i znati šta radimo i mi van zemlje. Na majskите sredbi го сретнавме и Тимо Арсов од Штип. Тој во Сојузна република Германија работи 8 години, заработува со единствена цел што поскоро да се врати во татковината. И која е вашата цел? Нашата цел е да се вратиме за скоро време. Имам моментално куќа направено. Каде во Штип? Во Штип, да, тачно во Штип. Ви не досвесуваат вашите блиски со граѓани? Тачно, да, не донесуваат моите блиски да играат со граѓани, што сум стварно толку далечен од својата земја. Значи, наскоро ќе се вратите? Наскоро ќе се вратам сигурно за 3-4 години.